Во мирна, фер и демократска атмосфера се одвива гласањето и во општина Кочани. Утринава во 7 часот беа отворени сите избирачки места и нема пријавено проблеми и нерегуларности. Граѓаните гласаат на 63 избирачки места. 32.503 гласачи имаат право на глас во 63 избирачки места во општина Кочани. Сите гласачки места се отворени во 7 часот. До сега немаме пријавено никакви неправилности, се е во најдобар ред. Дел од граѓаните своето право на глас го остварија од утринава. Очекуваат промени во градот, особено кога е во прашање чистотата и младите. Да гледат и за старите и за младите, повише за младите. За нас старите редовно да ни дават пензиичката и да ни ја покачуват, ама треба да мисле секој пат за убави работи. Само за убави работи, да не се дешават како што се деси до сега толку млади деца што изгоро. Подршка за родителите на починатите деца, правдата да биде истерана до крај и главните виновници да се ги одлежат своите казни. Друго, треба да биде чесен, поштен, да се грижи за градот, затоа што овој град имаше епитет на еден од најчистите градови. Сега веќе е еден од најзагадените градови. И тоа. Свеста кај локалната самоуправа, кај јавните предпријатија треба да работи на некој начин да ублажат оно што го доживеавме. А ово сега што отидо толку млади животи тешко. Тешко. Додаваат дека секој треба да излезе на гласање и да го оствари своето демократско право на глас. Сите да искочат и да си го да гласат они што мислат. Ништо нека се владеат по нивното обидување, што ќе кажам друго. Ето, јас се владеав моето обидување, одив гласав. Гласав за тоа што мора некој да има. Сакале ние, дали од таа партија, дали од онаа партија, мора да има некој градоначалник да става ред или да се води тука ред во овај град. И не само во цела Македонија. Во Кочани до 11 часот согласно податоците на Државната изборна комисија своето право на глас го оствариле 9,91% од граѓаните или сличен процент како и на претходните локални избори во 2021 година.